Да си кажеме, ова утро со професорот Огнен Марина, декан на Архитектонскиот факултет во Скопје при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Професоре, добро утро, добро дојдовте во студиото на Телма. Добро утро, благодарам на поканата. Тема е какво Скопје сакаме, односно каква е нашата визија за нашиот град. И би тргнал со како Кензо Танге го замислувал Скопје, како мост меѓу хуманоста и иднината. Колку неговата визија се остварила денеска, односно колку денеска Скопје е град за хумано живење на луѓето? Да. Значи, по земјотресната обнова на градот Скопје е еден, би рекол, уникатен пример дури во светски размери. Се разбира, проектот на Кензо Танге е тој кој што веројатно е најпознат, меѓутоа она што е особено интересно и важно и кое што верувам дека е упатно да се знае дека всушност обновата на градот Скопје после земјотресот била препознаена како изварена можност каде што Обединетите нации по прв пат се обидува да преку знаењето, искуството и експертизата која што имаат на светско ниво да инвестираат во обновата на еден град и на едно општество. И тоа не е случајно, тоа е всушност и идеја на еден архитект, модернист од Хрватска, односно од Југославија, кој што во тоа време е и раководител на една од агенциите на Обединетите нации. Неговото искуство, односно неговиот бекграунд е дека во 20-тите години на 20-тиот век работел со Ле Корбузие на проектот за Лигата на нациите, седиштето на Лигата на нациите во Женева, каде што се обиделе да го представат како самиот објект и седиштето како светски град. Овој архитект Вајсман фактички во поземјотресната обнова на градот Скопје ќе види можноста Скопје да го направи светски град, преку тоа што ќе ги донесе светските архитекти. Меѓу другите и Кензо Танге, кој што заедно со двајца исто така хрватски архитекти ќе споделуваат првата награда во однос 60-40 и кој што всушност ќе го прават урбанистичкиот план за централното градско подрачје. Идејата на Танге во тој период е всушност задвижувана од доминантните парадигми во урбанизмот, кои што говорат за тоа дека градовите всушност треба да функционираат или успешноста на градовите произлегува од успешноста на инфраструктурата. Па така и тој е познат по своите мегаструктури, ќе го направи претходно во 50-тите познатиот план за Токио, каде што за заливот во Токио, каде што токму преку тие мегаструктури ќе се обиде да ги реши проблемите. Во Скопје тоа е представено преку тие символичните мегаструктури, како што се градскиот зид, како што се источната порта, како што е републичкиот центар, транспортниот центар и од кој што останате само транспортниот центар. Во коментарите, односно во едно од неговите интервјуата со Кензо Танге, кои што се направени подоцна, во една од книгите кои што се бави со тој период, тој ќе изрази разочарување. Разочарување затоа што кажува дека кога работеле на проектот за Скопје, верувале во идејата дека на тотален дизајн, дека се може да биде предвидено, се може да биде обликувано и дизајнирано, сметајќи дека тогашната комунистичка, социјалистичка, да кажем, политичка гарнитура во СФРЈ ќе овозможи целосна реализација на планот. Сепак, контекстот во кој што тој се создава, сепак е тоа биполарниот свет, ќе оневозможи да, односно самиот проект ќе биде предмет на низа компромиси, кои што и на некој начин ќе го компрометираат. Во ред, професоре, но тогаш имало некаков ред. Кога сега со неколку збора како од позиција на декан на Архитектонскиот факултет, како професионалец, архитект, човек што е задолжен за да го наблюдува градот низ таа призма и како планер, на крајот како би го опишале Скопје денес со неколку зборови? Да, значи Скопје изгледа точно така како што е нашето општество, односно точно изгледа како што е состојбата на нашите граѓани. Ние за жал не успеавме да создадеме визија за градот која што нема да биде само политичка или нема да биде само професионална, туку ќе биде споделена со сите релевантни чинители во општеството, бидејќи градот изгледа така како што се одвива и процесите во изминатите 20-30 години. Значи имаме еден хибрид на различни идеи, на различни интервенции, на различни символики конечно, кои што оневозможуваат да се согледа една единствена целина. При тоа
самата идеја за градот беше компрометирана и е се уште компрометирана за функционалноста на градот преку низ различни проекти кои што се неодржливи. Низ различни интервенции кои што го наблюдуваат само микроконтекстот без при тоа да се гледа големата слика. Дали ова можем да го преведам, секогаш се гледа во интересот да се заштити интересот на приватниот капитал, односно на капиталот на инвеститорите наспроти јавниот интерес? Па видете, еден град мора да се гради, односно еден град функционира и се развива. Проблемот настанува кога дел од тие процеси се блокирани. Или кога стануваат доминантни. Фактички градот може да биде одржив само кога ќе се согледаат сите потреби на градот и на граѓаните, конечно на општеството, меѓу другото и инвестициите кои што се појавуваат во градовите, и врз основа на тоа ќе се направат плановите и визиите. Визијата е исклучително важна, тоа е процес кој што трае и кој што во континуитет мора да се одржува и да се надоградува, затоа што ние ако немаме визија, немаме слика, немаме цел кон која што целиме, не знаеме каде сме тргнати, ниту кога сме пристигнати, каде и да е тоа. На одреден начин проблемот е дека тој процес е долготраен. Кој треба да ја направи таа визија или таа стамбена политика? Ние немаме стамбена политика. Порано имаше еден завод за урбанистичко планирање. Агенција. Овака, значи во Република Северна Македонија има стратегија за домување, која што за жал е со поминат рок. Значи, постојат одредени стратешки документи во државата кои што се бават со одредени аспекти на живење. Но тие се или бајати, како што рековте, или се компрометирани. Да, меѓутоа, проблемот настанува во тоа дека ние немаме континуитет. И низа од процесите кои што се исклучително важни за вакви комплексни системи како што е градот, се или прекинати, или се застарени, или не се соодветно направени. Ме прашавте кој треба да ја направи визијата. Значи, визијата всушност се прави низ еден процес во кој што експертите, урбанистите, архитектите, професионалците, врз база на научни податоци, врз база на научни факти и методологии, ќе изработат студии и истражувања кои што ќе понудат различни сценарија за развој на општеството. Значи, професионалците и експертите можат да дадат различни насоки во кои што ние може да се развиваме. Меѓутоа, потоа, улогата е тука суштинска на политичарите. Значи, политичарите се тие кои што се избрани од народот, демократски на избори, кои што го имаат легитимитетот да носат одлуки. Проблемот кај нас е што политиката се претвори во политиканство, за жал, и наместо да се водат политики и на кои самиот збор политика произлегува врзан, коренот е во град, полис. Во полисите се случувало таму каде демосот, народот ги искажувал своите позиции и уредувањето како ќе биде. Сега, откако ќе се направат тие истражувања, студии и анализи, што е исто така проблематично во нашето општество, затоа што ние 20 години немаме попис, ние немаме податоци. Не може да планирате нешто ако немате податоци за тоа, немате претходни согледувања. Не можете анализи да направите. Не можете да сватите кои се трендовите, затоа што ние за одработите ние ги гледаме исклучително површно. Трендовите и процесите се појавуваат и може да бидат препознаени врз база на факти и научни податоци. Меѓутоа, во моментот кога тоа ќе се направи, политичарите заедно со професионалците, со професијата, со експертите, заедно со граѓанскиот сектор, со граѓаните морат да најдат начин да ја споделат таа визија. Доколку визијата, колку и да е таа добра, колку и да е таа квалитетна, доколку не е споделена, доколку не е разбрана од граѓаните, доколку не е поддржана од граѓаните, не е одржлива на долгорок. Професоре, ова што вие го кажувате се убави зборови за да не звучи веројатно многу грдо, а реалноста е прилично грда. Јас ќе се обидам да го преведам како моја перцепција, моје чувство кога како граѓанин на Скопје, како жител на овој град, како човек кој си го сака својот роден град, се шета по улиците на Скопје. Се чувствувам разочарано, значи од наградувањето оние како да кажам, пренаселеноста и пренатрупаноста на Девармало, што ја дозволивме во 90-тите години и во раните 2000-ти, до легализацијата на безбројите дивоградби, до чувството на беспомошност кога се шетам, например, по Прашка во Тафталиџи и кога гледам од десна страна убави зградички сите 2+1 и личат на некој европски град, до оние големи
грдоси од левата страна на улицата и се прашувам како успеавме за толку кусо време да го пропастиме нашиот град. Дали таа фаза ќе застане, ќе прекине ако политиката покаже волја да се справи со корупцијата и криминалот во градежништвото и ако веројатно повеќе градоначалници без разлика на политичките бои и определеност, повеќе архитекти, планери, луѓе во комисиите за урбанизам од општините ќе заглават на долги години робија за ум, за да не ни се случува и да не го доупропастиме градот. Прашањето на корупцијата го надминува прашањето на градот и на некој начин мислам дека е основниот извор на она чувство кое што го споменавте, на беспомошност, кое што верувам дека се поголем број на граѓани го споделуваат. А тоа произлегува од фактот дека сите на некој начин сме разочарани од одредени процеси и собитија во нашето општество и не гледаме излез од тоа. Сега, јас како професор, како едукатор, уште повеќе како архитект, ние сме упатени на иднината. Ние сме во ситуација недвосмислено и континуирано да веруваме во подобрата иднина. Односно во можноста за создавање на подобра иднина. Ако добро ве разбрав, како човек ја споделувате мојата разочараност, но како професионалец гледате напред во иднината и таму гледате некаква шанса? Апсолутно, да, тоа не смееме да се откажеме. И јас, мислам и ние како граѓани, лично секој од нас, но уште повеќе како професионалци и секако професорите и архитектите. Значи, самата професија, архитектурата, предпоставува создавање на визии. Чим создавате визии, вие верувате во иднината, верувате во подобра иднина. Значи, верувате дека работите може да бидат подобри. Исто така и образованието. Ние едуцираме генерации кои што веруваме дека ќе донесат подобра иднина и ги на некој начин ги градиме, ги воспоставуваме и ги одржуваме вредностите на кои што се базира нашето општество. Па од тука сметам дека апсолутно Скопје мора да ја најде својата визија. Скопје мора да заедно со сите вклучени и граѓаните, и политичарите, и професионалците, и архитектите заедно да влеземе во потрага по таа подобра, поправедна, поздрава, почиста, позелена иднина која што имаме, почнувајќи со првите чекори. Првите чекори се дека треба да се согледа, да се направат студиите и анализите кои што ги имаме. Тоа може да го направиме и ние, тоа го правиме веќе наназад со децени, тоа го правиме заедно со нашите пријатели, колеги, соработници од странство, од други држави, од Италија, од Германија. Вие во студиото донесовте и некои планови нацрти како Скопје би изгледало во иднината или како треба да изгледа и како смарт сити, меѓутоа пред да ги замолам колегите од режијата да ги пуштате вие да ги искоментирате и да кажете за генералниот урбанистички план во наредниот период и за стратегијата каде Македонија како регион треба да се развива, би сакал неколку конкретни прашања и по-куси и по-конкретни одговори. Ви кажав ја сподели сопствената разочараност која велите дека и вие како професионалци многумина жители на градот ја споделуваат, а тоа е она чувство на кога се шетате по улиците и се чудите на тие како уста полна со криви заби или до оваа распродажба на државното земјиште и окрупнувањето на парцелите се во интерес на приватниот капитал. Во таа смисла Holiday Inn почна да се гради кулите. Би сакал кусо ваш коментар, ваше согледување за она што ќе биде изградено на паркингот кај Holiday Inn, а потоа и она што станува актуелно, еве вчера се актуализираше повторно шанса за центар бара точна слика што ќе се гради на Треска, на районот на Треска, на некогашниот индустријски гигант, денес руини. Никој не вели дека така треба да остане, меѓутоа што ќе значат висококатниците кај Holiday Inn, висококатници евентуално кај Треска, од друга страна висококатници кај Алумина и на Алумина подрачјето некогашниот исто така индустријски гигант е урнат и таму треба да се гради и расадник во кисела вода. Да. Добре, ќе го дозакопаме ли Скопје или ќе го добетонизираме ли со морам да кажам дека за жал за дел од овие проекти кои што ги споменавте немам увид интегралното решение како е направено и сето тоа и не би влегол во тоа директно да ги коментирам. Конечно има и до сега архитекти и урбанисти кои што се произнеле во различни ситуации, но она што ја би упатил е транспарентноста е клучна. Значи, доколку овие процеси се водат транспарентни, тоа значи дека и граѓаните, и професионалците, и архитектите ќе имаат можност да видат однапред што
се планира таму и да ги споделат своите согледувања. Транспарентноста и, би рекол, отчетноста, одговорноста во носењето на одлуките, пошто политичарите носат одлуки за кои што се одговорни. Од друга страна, ова што го споменавте во однос на разочарувањето за изградбата на Скопје и кое е решението, сметам дека решението, односно начинот на кој што тоа ќе се разреши, не е архитектонски, не е урбанистички и покрај сите обиди што ги преме, туку е економски. Во светот искуствата се во градовите дека во тие населби каде што се имате пренаселеност, немате решена инфраструктура, каде што во даден момент они стануваат популарни и каде што се купуваат недвижности, после одредено време кога квалитетот на живење паѓа, како што пошто вие коментирате за квалитет на живење, дека всушност започнуваат граѓаните да се одселуваат таму, нема веќе побрвачка, паѓаат цените и нешто друго почнува. Некој друга локација станува атрактивна и се случува сето тоа. А за процесите и сите овие локации, ја би упатил, би инсистирал, би повикал на поголема транспарентност. Конечно имаше направено архитектонско урбанистички конкурс, Општина Центар го организираше за локацијата Треска, се уште не сме ги виделе решенијата кои што се понудени, кои што се избрани, наградени, така да доколку не имаме можност да ги видиме, веројатно ќе се отвори некаква дебата. Во ред, имате право дека отчетноста и транспарентноста во постапката се клучни тука, а и економскиот интерес, односно квалитетот на живење од друга. Меѓутоа, како професионалец ве прашувам, имате ли став што ќе значи градбата на висококатници на овие 4 локации во Скопје? Како тоа ќе се одрази врз квалитетот на живење? Да, веројатно негативно ќе се одрази кон квалитетот на живење, затоа што не е само метрите квадратни кои што се градат и кои што се предмет после тоа на купо-продажба, туку такви структури со себе носат и низа потреби за инфраструктура од она што е комуналната инфраструктура, сообраќај ќе навлечат голем број на луѓе. Сметам дека со решавањето, пак ќе кажам, не на пример за Holiday Inn не го знам проектот во детали, со решавањето само на објекти и на самата парцела не се разрешуваат проблемите. Конечно, студиите кои што се работат вообичаено, нели, во би рекол во други држави и во други градови, подразбираат и студии на сообраќај, студии на загадување, студија за зеленило, студија за перцепција на граѓаните, студија за економските процеси и така натаму. Кај нас тоа никој не го гледа. Кои се последиците од решенијата и градбите кои што ќе се појават таму? Дали за вас како професионалец е само правен абсурд фактот што од 2011-та уредба на која се повикуваат сега при продажба на државно земјиште за окрупнување на парцели, се сменија 4 најмалку, можеби грешам сега, не пресметав добро, гарнитури во локалната самоуправа. 4 тури градоначалници се променија од повеќе партии, се измеша, едните заминаа, се вратија другите и повторно си ги сменија местата. Актуелните градоначалници продаваат државно земјиште по уредба донесена од 2011-та. Што правела политиката во тие, ако дали не сме биле толку не сме имале перцепција да станеме свесни дека распродажбата на државно земјиште е на штета на интересите на јавниот интерес? Затоа тука клучна е улогата на граѓанското општество, односно на граѓаните и здруженијата на граѓаните кои што мора да реагираат на сето тоа. Затоа велам транспарентноста е суштината на одржливоста на овие процеси. Во ситуација кога се транспарентни тие процеси може да се реагира навремено. За дали е соодветно ќе ги прашате тие кои што ги донели, кои што имале можност да го сменат тоа и секако мора да се има предвид и ингеренциите кои што се поделени помеѓу локалната самоуправа на ниво на општини, особено во Скопје, на ниво на град и се разбира централната власт. Да, рековте како професионалци не смеете и не смееме никој и ние како општество да се откажеме од тоа да посакуваме и да го визуализираме Скопје како похумано место за живење. Еве сега, како го замислувате вие Скопје, како го анализирате и го прецртувате во тие студии и за колку студии станува збор и какви планови правите? Да, значи во изминатите 10 години би рекол, во кое што поинтензивно комуницираме и разговараме со низа од представниците во локалната самоуправа кои што, како што рековте, се менуваат,
ние во повеќе наврати сме се обиделе да го понудиме знаењето, искуството и капацитетот на архитектонски факултет како научно-образовна институција во поддршка на креирањето на тие политики. Во смисла на тоа, во 2012 година беше изработена во соработка со нашите колеги. Дали може да ги замолам колегите од режијата да повикат, а вие да го искоментирате? И само едно подпрашање во овој контекст. Ве прашува ли политиката вас како стручњаци што треба и како треба да изгледа Скопје? Понекогаш. Понекогаш кога соработуваме во сегменти каде што можеме до сега сме имале можност. А потоа тоа што им го кажувате го применуваат или? Па, видете, во најголема мера, меѓутоа и тие процеси, знаете, не е тоа прашање на еден човек да одлучува дали ќе иде или нема да иде, сепак во тие процеси повеќе интереси се измешани. Значи, во 2012 година, заедно со колегите од Политехничкиот универзитет во Торино, кои што имат... Рече, можева да го видиме и на екранот цел. Професорот ќе го искоментира. Кои што имаат изворедно искуство во трансформацијата на Торино од еден постиндустријски град во кој што со затварањето на големите фабрики на Фиат фактички имаше големи социјални и економски проблеми пред се кај граѓаните. Тие во 90-тите години прават една така наречена стратегија 2000, каде што се обидуваат да го редефинираат градот, односно да создадат нов идентитет на градот. Резултатот на таа стратегија е мастер планот кој што они го носат во 2000 година и меѓу другото, нешто е веројатно и најпознато за нашите гледачи, Зимската олимпијада во Торино во 2006. Значи, само сакам да кажам за каков комплексен пристап се работи во редефинирањето на градот. Значи, со нивното искуство на трансформацијата на Торино, ние изработивме еден пилот проект во 2012 година, значи точно пред 10 години, во кој што се обидовме да демонстрираме кои се потенцијалните и можностите на овие студии. Значи, тоа не требаше да биде конечно завршна студија, ниту беше финансирана, ниту беше на било каков начин после тоа и употребена. Меѓутоа беше идејата да демонстрираме на каков начин може да размислуваме. Студијата се нарекува Јужниот булевар како нова оска на развој на градот. Јужниот булевар е внесен во плановите уште после од 65-та како една од клучните сообраќајни коридори, кој што до ден денеска не е реализиран. Таа останува во генералните урбанистички планови како резервирана зона. Таму сега имате некои зелени површини, имате некои градби кои што не се наменети за тоа, не е сообраќајница и се менува пристапот кон тоа. Ние сакавме да питаме кои се можностите сега, значи една оска во градот кој што не постои фактички, да ја искористиме да создадеме нов потенцијал на градот. Но при тоа не ги испитувавме само можностите нели би рекол за изградба, секако гледачите може да видат, значи различни ситуации, решенија беа испитувани. Ова е Скопје, не? Да, ова е Скопје. Значи ова е 3D модел поставен на една снимка, во која што со жолто беа испитувани тие сценарија што ја ги кажувам, различните можности за развој на град, на делови од град. И сега во тој момент имаше мислам 9 локации кои што ги препознавме ние како потенцијални, кои што не биле доволно развиени, односно кои што имаат потенцијал за развој. И покрај тоа што правевме некакви, би рекол, првични решенија, архитектонско-урбанистички, се обидовме тоа да го поддржиме и со анализа на економските параметри, со анализа на можностите за развој, одржливоста на тие економски параметри и конечно да видиме што се од другите аспекти. Значи колку ќе има стамбен простор, комерцијален простор, зелени површини, колку тоа ќе чини да се изведе, колку тоа ќе чини, односно изградбата на тие објекти, нели као хипотетички дадени, ќе донесе инвестиции, односно ќе донесе финансирање на локалната самоуправа, за да се обезбеди одредена самоодржливост. Конечно, да, гледате правени и кешфлоу анализи, беа правени, мултикритериумска анализа беше правена и ова е само една студија, која што ние се обидовме, пак ќе кажам, да демонстрираме кој е се потенцијалот на тие студии, и ова се разбира е селекција, од прилозите кои што ги имавме, во кој што сега политичкиот кампус, врз основа на конкретни податоци, на конкретни сознанија, ќе го искомуницира со сите засегнати страни, институции, организации, граѓаните, граѓанскиот сектор, ќе разговара
со сите нив за можностите и согласноста, односно да биде препознаена како можност за развој и врз основа на тоа да создаде една визија. Освен оваа анализа студија, на база на искуството на Торино, имаме време уште да го кажеме најважното, дека Скопје 2022 подготвува генерален урбанистички план за наредниот период, 10 годишен. Да. И ми спомнавте и некоја стратегија на ниво на цела. Да. Може ли да ни кажете повеќе детали во однос на тоа и како ќе личи на крајот нашето Скопје по 10 или 15 години? Да. Каков град ќе им оставиме на нашите деца? Да, ние, од последното би почнал, ние ќе оставиме таков град како што ќе успееме да го замислиме и да го создадеме. Бидејќи, за да создадете нешто, најпрвин треба да го замислите. Треба да создадете визија за тоа. Во моментов започнува процесот на изработка на новиот генерален урбанистички план за Скопје. Архитектонски факултет ја изработува планската програма, која што верувам дека наскоро ќе биде и подготвена, со што и формално ќе започне процесот, кој што, пак ќе кажам, се соочува со сите оние проблеми, дека ние се уште немаме податоци врз основа на кои што можеме да планираме. Очекувам наскоро да ги имаме податоците од последниот попис, инаку претходно 20 години немаме податоци, за да може да препознаеме одредени состојби, трендови и можности во општеството, односно во градот. И врз основа на тоа да верувам во соработка со град Скопје, со градоначалничката, да направиме различни, може да испитаме различни сценарија како ќе се развија сето тоа, кое што ќе бидат основата за после за генерирањето на политиките и создавање на таа визија. Наредните 10 години се надевам дека Скопје ќе се развие најпрвен во поздрав град. И тука можам да го врзам со она што во 2016 како дел од еден проект на UNDP во канцеларијата во Скопје беше изработена студија за визијата и целите на стратегијата за Скопје паметен град. Таа стратегија, од каде што се гледаат и одредени слайдови, всушност беше согледување на идејата, односно концептот на паметни градови, кои што започнале уште во 2000-тите, првата деценија на 21 век, кај високо развиените градови со имплементација на технологијата. Денеска сме дојдени до Smart City 4.0, каде што, например, предводници се градовите како Барселона, во кои што повторно фокусот е вратен на граѓаните, на зелените површини, здравиот живот, тие 15-минутни градови и така натаму. Во контекст на Скопје што значеше тоа? Беа согледани овие различни, би рекол, модели на паметен град, беа анализирани одредени добри практики во тој момент во 2016 година од градови со слична големина, како што и би рекол искуство, како што се Прага, како што се Торино, како што се Берлин, како што се, значи, кај што имаме и постсоцијалистичка трансформација, меѓутоа и постиндустријска. Согледувањето од таа студија беше дека на некој начин единствената шанса на Скопје е најпрвин да ги задржи скопјани во градот. За да ги задржи своите граѓани, тој град мора да понуди здрава средина. Во таа здрава средина, каде што луѓето ќе сакаат да живеат, да инвестираме во образованието, за да можеме да создадеме иновации или иновативни и бизниси и решенија, кои што ќе ни овозможат на подолг рок, после тоа да создадеме среќни граѓани конечно. На ниво само неколку збора за визијата за Република Македонија како регион. Да, значи во овој момент бидејќи вашите планери исто така се вклучени и во таа стратегија. Значи во овој момент се работи, колку што ја имам информации, националната стратегија за развој на Република Северна Македонија. Тука не сте вклучени? Јас не сум вклучен во тоа. Меѓутоа сум дел од еден друг процес кој што се нарекува изработка на стратегија за паметна специјализација. Паметната специјализација во Европската унија се изработува на ниво на региони. Македонија очигледно по големината, капацитетот и можностите може да се направи паралела со регионите во Европа. Меѓутоа тоа што е важно дека паметната специјализација подразбира препознавање на предностите во едно општество и можностите и соодветно на тоа да се изврши одредена специјализација во која што ќе се овозможи продуктивното, креативната соработка помеѓу науката
Значи помеѓу универзитетите и истражувачките центри, помеѓу бизнисот и граѓанското општество. При тоа, главната цел е фактички генерирање на нови економски и финансиски процеси, кои што ќе бидат иновативни и одржливи. 4 сектори се препознаени кај нас како потенцијални и кои што во моментов се изработува визијата, а подоцна и целите и активностите, низ еден процес кој што е структуриран од страна на Европската Унија, кој што е со јасна методолошка структура. 4 сектори кои што се препознаени кај нас се земјоделие и храна, што е интересно како држава. Како потенцијал? Како потенцијал кој што често пати го забораваме. Индустрија 4.0, значи нови, современи, незагадувачки, зелени индустрии, базирани на иновативност, креативност, колаборативни процеси кои што се случуваат. IT индустријата е третиот сектор, кој што очигледно станува се поважен и кај нас и во регионот. И четвртиот сектор се паметните згради и паметните материјали, а јас би рекол заедно со нив и паметните градови. Така да и паметните граѓани. И паметните граѓани, за да можеме да дојдеме до паметните градови. Професор, ви посакувам успех во работата, за и политиката повеќе да ве слуша и прашува, за да успееме да ги задржиме скопјани во Скопје. Благодарам многу уште еднаш на поканата и искрено се надевам дека вака и транспарентно ќе можеме заедно да стигнеме на цел. Ви стоиме на располагање за максимално отворено за сите проекти во иднина. Благодарам.